од состојба, една дружба која сигурно вака фотографски земена не си има случајно до сега во една телевизија, едно студио, освен при фотомонтажи. Не знам како, али сега да се отвори муабетов, ја прво ќе се запознавам и јас со моите гости и нели заеднички гостини се, тие се гости кај вас дома, така да вклучувајте се веднаш. Здраво, живо. Здраво, јас сум Никола Пискачев, пискач, представник на навивачката група Чкембар. Здраво, живо, пискач Битола. Здраво, Ти јас си сум Владко. Владко, представник на навијачката група Комити Скопје. Здраво, комити. Чекај да видам вака. Дарко, представник на навивачката група Фаланга Штип. Дарко, Владко и пискач, пошто она така некако варијантава. Како сакате да правиме муавет? Сакате спонтано да разговараме и сите да се уфрлат или сакате некој лево-десен правец ово, или нема везе? Ќе водим Ја ќе емисијата, одлучам. не е- Да, ја ќе, еве, вака ќе направам како мој домаќин. Прво да се испофалиме, тоест не е сега кузне какво фалење, да не е погрешно, дека ваква средба се случува не баш често или ајде да кажам слободно ретко. Па да, Ова ни е премиерно вака да настапуваме, ова е жива Премиерно. плюс, може да проверите телефонски дека е живо, значи ало, здраво, јас сум Сашо, живо е стварно, да, еве го мрда, чао, пријатно. премиерно е да, вака Добра, во живо емисија. Негде во друштво на во минатоа сте се сретнале? Како друштво не еднаш бевме на Кец кај Игор Џабазов во Сител телевизија, ама посебно. Прва навивачка група Комити, па Чкембар и Кеф така ми е, натаму. да ви Ова е кажам- прва емисија во живо каде што ја организирате вие, вашата ТВ. нашата. Драго ми е стварно кеф ми е плюс. Не гледам зашто не се случило тоа, ама можеби не им текнало. Може и немало потреба. Вечер ќе си правиме муабет на поише теми. Една од главните моменти е за кого ќе се гласа на идните избори. Се зезам ова за оние у пижами, некоја генерација таму што има малку постара, одма Добре. мислев на вибрации и така натаму. Значи, го враќам муабетот две реченици назад. Можеме да разговараме за што сакате, дечки, али има некои теми на кои 100% верувам дека секој на улица би ве прашал, така да кидаме прво со оној убавиот дел. Со представување. Како гостин, јас да отворам емисијата. Извини, сладко ово, она немаше такви ствари, ни закасни девојчева, али нема врска. Дојдени сме да разговараме за навивачката сцена во Македонија, за односот кон навивачката сцена во Македонија и за сите лоши и добри работи кои ги има во оваа држава од страна на навивачите и за навивачите. У секоја состојба, у секој општество има лоши и добри страни. Ја мислам дека самото тоа што сме околу 2 милиона, малце сме, па знаеме многу лоши и многу добри работи, пошто сме врзани меѓу нас. Како стојат врскиве меѓу навијачките групи? Дали годишно, например, се слушате едни со други, си правите ли муабет, давате ли некои иницијативи? Се, ова знам дека е Шведска, например, не знам, овој шведски фазон. Како Две навијачки групи, па групи- кидате вие, да, ај ние ќе дојдеме, важи, ќе се видиме на стадион. Значи до сега Онака, дали како навијачки комуницирате? групи до сега не сме имале значи апсолутно никаков контакт. Можно е значи меѓу нас и војводи, меѓу Чкембари и Лозари да има некој минимален контакт. Меѓутоа све е тоа она минималното. Да се собереме сите како навијачи, како актив групи на едно место, да се случало нешто, до сега немало. Да, разбирам. Сега има некоја иницијатива, нешто да мрдне од некоја мртва точка, до каде ќе стигнеме ќе видиме. Кажи ми, со акција Фаланга, што прави, како прави и раскажи ми уствари што значи Фалангава како група. Во Фаланга како група го води фудбалскиот тим Перијалница. Добро, Постои од 89-та година. добро. Сега со повремени Паузи. паузи, да, од пред Кога беше последна пауза? 2006. Зашто паузира? Се знае ли? Ради несогласување во самата група. Јасно ми е, добро, да. И, окей, сега како стои со организација група? Сега од претходната сезона почнавме од ново, од нула Добро. и сега за сега организацијата не е како што Со било ресет, по. со рестартирање. Да, Треба да ги уствари да ги надминете минативе финти кои ве мачале, предпоставам, и довеле до распад, Секој па тоа почеток. да се изигнорира, па да се воведе уште нешто ваѓа ново и да има напред. Како тебе ти стои? Мислам, ти си представник или си комуникација со луѓе? Што е твојата задача таму?
Имам повеќе задачи во групата. Да, добро. И како представник и како да комуницирам со Кој е главен, кој ги носи одлуките? па има група од 4-5 луѓе што поглавни во групата. Јас сум од помладата генерација представника, има и од ветераните 2-3 представника и како управа на наивачката група сме ние. Добро, така функционирате. Владко, како функционирате вие? Мислам, Јас- има ли некое правило по кое функционираат некое, не знам, Мора да има исти правило, елементи? значи не може да е без правило. Да, немаш да спонтана. Како- Спонтана група ние сме- тотално е луд Ние сме пред све здружение на граѓани, Добро. Имате Значи, жиро мора- сметки, такви работи, тоа? имаме Да. апсолутно све. Значи све мора да функционира и ние имавме некој расход значи на навијачката група. Добро се сеќава дека бевме делени на две групи, значи постоја комити, постоја loyal fans, значи пак дојде до некое спојување. И сега мислам дека сме мрднати од тоа мртви. Сега сте пак заедно? Сега сме повторно заедно, значи сите сме на запад, матичната навијачка група, значи Комити Скопје. Сме мрднати од некоја мртва точка. Верувам дека е така, мислам дека и сите ќе се сложат со мене дека комити се мрднати од таа мртвило што беше. Мислам дека сме доста добро организирани последниве 2 години. Се надевам дека ќе продолжиме и понатака да работиме, да биде све Колку подобро. луѓе сте горе-доле? Имате бројка? Па ова Има мислам, членови, претходната- членски карти, такви? Има, така, апсолутно дека има. Како изгледа, дека дали има имаш членски случајно карти. или не? Во мене не во моментот, Океј. меѓутоа имаме членски карти кои се вадат пред почеток на секоја сезона. Бројката оваа година и ланската ни се движи измеѓу 550 и 600 членски карти, значи извадени. Да, добро, тоа се ваши Тоа е фана. доста добро, зборам, пак ќе кажам, значи за наши услови во моменталната ситуација што се наоѓа општо лигата цела фудбалска во Македонија. Значи тоа е сосема добро. Со оглед на тоа дека ние сме знаеле пред 2-3 години да бидеме во 50 луѓе на стадион. Значи 50-100, сега значи сме мрднати од Јасно. некоја мртва точка. Како сме сега, значи, на овие точки ве неколку? И се за навивачката група Чхембари, повеќе од јасно формирани се 1985 година. Има и ред други работи кои многу души ги знаат, меѓутоа сакам и нешто плюс да ви потврдам. Тоа не е лоша цифра, тоа е од 85-та е 24 години. Да, сега во мај следната година навивачката група Чхембари ќе слави 25 годишнина 25. Тоа е четврт стотка, тоа е... да, од нејзиното Океј, постоење. Ние во главно сме немале проблеми со раскол на навивачи. Ние тие проблеми сме ги немале, сме имале проблеми од страна на финансите. Како што знаете, Битола е добар голем град, меѓутоа бизнисмените во Битола немаат слух за спорт и за навивачи воедно. Вака возможно, не како е можно, па секој ќе ти каже, сам се прашувам да го правам диалогов. Добро, криза е, не знам што и малку бизнис и така натаму. На што највише се вадат кога избегнуваат да комуницираат со спорт? Па се вадат на Веројатно сега рецесија е модерна, тоа е модерно ни цела Рецесијата веќе цел е свет. најмодерна. Модерно е ќе видиме. Тоа ќе видиме, значи 3 точки уште гледаме. Да. Како што знаете, Битола има многу мокни бизнисмени кои не ќе да инвестираат во спорто, а како што Кога знаеме немци спортот, сплатува или шо, па вака немци шо осекаш? сплатува, не знам, уште не знаеме, ако тргне работата од негде да почнат да финансират, ќе видите вие први изврстени. Не, тоа... Како да довршам за навивачката група Чхембари. Процентуално земено по стадионите, навивачката група Чхембари го има најголемиот број на посетеност. Тоа е излезено во македонски спорт и во ред други вестници. Значи, Пелистер без разлика со кој да игра. Дали игра со Вардар, или игра со Милано, или игра со Слога, има голем број на навивачи. Веќе со Вардар е тоа дерби на навивачи. Тогаш е Јасно, тогаш е- празник во Битола. Значи Јасно. се жива и за тој надпревар. Кажи ми, има распоред на тој ден, што се случува во такви Нормално некои дека битни има дербија? распоред, ето јас ќе додадам. Кој го прави, како ви оди организацијата? Јас, во таа насока? да, сакам да докажам дека имаме и ние жиросметка, имаме О, печати, добро. имаме организација. Сега како го правиме распоред, дојди утакмица со Вардар, се лепи цел град со флаери, тој датум се оди на стадион, кореографија, кој има, мислам како навивачи се одмираме, дај од тебе, дај од